е Охрид, како и секоја година, туристичка сезона, тоа значи втората половина на мај и почетокот на јуни, врши анализи на квалитетот на водата од Охридското езеро и сите оние реки или критични точки кои што се вливаат во Охридското езеро. Тоа го направивме од 27 мај до пред некој ден. На 39 локации на Охридското езеро беа земени 39 примероци. Охридското езеро зборувам од македонска страна, од Свети Наум до Радожда. Квалитетот на водата, после анализите кои што се извршени овде во лабораториите микробиолошка и санитарно-хемиска, покажуваат дека водата во Охридското езеро е со највисок квалитет, односно е од прва класа, од сите примероци што се земени во Охридското езеро, микробиолошки квалитетот е одличен. Најголема деградација, односно опаѓање на квалитетот или не е ништо ново, постојан неквалитет на водата имаме во реките кои што се вливаат во Охридското езеро, тоа е реката Велбошка, реката Косовска и реката Сатеска, каде водата од микробиолошки квалитет е незадоволителен, а хемиски квалитет спаѓа на трета класа, што значи дека се е потенцијални, сите овие реки што ги спомнав се потенцијални загадувачи на Охридското езеро. Исто така имаме една критична точка и кај мостот, кај Билјанини извори, кај Дриличарскиот клуб, таа локација сега близу до хотелот Милениум, каде што постојано години наназад имаме цевка која што се влива во каналот Билјанини извори, во студенчишта и после го загадува езерото. Тој квалитет на вода од примерокот земен од цевката е исто од петта класа и незадоволителен, додека примерокот кој што е од самиот канал Билјанини извори е од трета класа хемиски, а микробиолошки е незадоволителен. Значи и тоа е едно загадување кое што го оптеретува екосистемот на Охридското езеро. Рековте, проблем се реките загадувачи кои се влегава, во кои делови од крајбрежјето водата не е за можеби за капење, за рекреација? Благодарение на високата моќ на само пречистување на Охридското езеро, која што морам да напомнам и секоја година тоа го кажувам, не е бесконечна, сите оние примероци кои што се земени од крајбрежниот дел 15 метри од брегот се со добар квалитет, значи со одличен квалитет, немаме вода која што е од втора класа. Значи сите се прва и еден примерок само со втора класа, односно може да се користат и ги задоволуваат сите услови согласно законските прописи, може да се користат за капење, спорт и рекреација. Сега немаме во јуни месец и во мај, но очекуваме оптеретување со зголемен број на гости, употреба на колекторскиот систем, чести дефекти, преливање на шахти, што е појава која што имаме и во текот на годината, но бидејќи немаме големо оптоварување со луѓе кои што доаѓаат и кои што ги користат тие водоводните станици, пумпните станици, тогаш имаме помало загадување во текот на годината. Но јули и август очекуваме дека ќе се зголеми оптоварувањето и ќе имаме по-лош квалитет на водата. Спомнавте Радожда, Стушково крајбрежје, таму колекторски систем нема. Сега квалитетот на водата е добар, така како е потекот на летната сезона? Минатата година имавме деградација на дел на места кај Радожда, кај Калишта, значи во екот на сезоната јули-август. Очекуваме и ова година, секако нема колекторски систем, фекалните отпадните води од куќите, од објектите, угостителски објекти кои што обслужуваат гости, завршува во Охридското езеро. Некогаш тоа ќе се покаже, зависи и од струењето, од најразлични фактори, не секогаш можете да го фатите загадувањето, но тоа загадување оди во Охридското езеро и тоа представува оптеретување. И тоа значи менување на флората и на фауната во Охридското езеро. Со години наназад ние сме имале еден тип на флора фауна која веќе последниве години е мутиран, најразлични видови на алги кои што не постоеле порано во таа чиста вода. Краби имаме сега, појава на краби. Ракови имавме порано, сега по многу помал број, на многу поголема длабочина, така да изменете, тоа е секако за научните работници да
се позабават повеќе, но за луѓето да знаат дека Охридското езеро не може бесконачно да трпи притисок од загадување. А во Охридскиот дел кој искуство да години назад, минатите лета што кажува? Каде е најзагадено во јули август? Значи имаме делот кај Трпејца, значи онamo каде што нема колекторски систем, каде што луѓето кои што ги користат тие капалишта се жалат на одредени импликации на кожни промени или стомачни тегоби. Не можеме да ја најдеме поврзаноста, но факт е дека тие објекти, тие села од Пештани па нагоре не се вклучени во колекторскиот систем и отпадната вода оди во Охридското езеро. Не можеме да дежураме постојано за да фатиме и да докажеме. Доказот е дека водата од фекалната вода, од канализациите, од објектите кои што не се приклучени на колекторскиот систем, понира и ги загадува подземните води во Охридското езеро. Тоа е факт кој што не е ништо ново, го кажуваме на назад години. Години назад, како е коментирате ова инертност на належните институции? Значи, не можам јас да дефинирам дека се инертни. Има најразлични проекти, има најразлични, ево, ќе спомнам само за делот Струга, од Струга до Радожда. Во тек се изработка на проектна документација за поврзување во колекторски систем. Има најразлични проекти кои што се работат, но тоа не е доволно. Треба да се работи и на свеста и на едукацијата на луѓето. Треба да се ограничи бројот на гости кои што можат да оптеретуваат. Треба да се ограничи градбите, се она што може да го оптеретува езерото, езерскиот екосистем, но и колекторскиот систем кој што има ограничен капацитет и кој што тој капацитет веќе одамна е надминат и не може да ги обслужува сите оние притисоци кои што ги имаме од угостителските објекти, од станоиздавачите, од зградите, од сите оние кои што доаѓаат да летуваат. Секако сите се добре дојдени, но мора властите во државата, во градот да навистина размислуваат да се менува нешто во овој дел. Да не е сведено се само на проектна документација, значи во реалност треба да се реализираат тие проекти. Да, ќе се години се најуваат. За ова се реализираат. Случајно сум во текст со проектите кои што ги работи шпанска влада и веќе се при крај фазите за избор на локација и изработка на пречистителни станоци. Зборуваме за Подмолје, зборуваме за Љубаништа и зборуваме за Радожда. Океј, сега е во ред. Во јуни месец нема толку луѓе во ред. Дали се уште е нелегални градби се уште присутни, да се дека тоа е една од главните проблеми на езерото. Значи, ако колекторскиот систем е проектиран за 30.000 жители, а сега имаме 50.000 жители и плюс преку летна сезона уште 10-20.000 туристи, сами пресметајте дека оптеретувањето е повеќе од што е нормално и од што е дозволиво.